Виновници за економско-социјалната катастрофа во источниот регион се алчните бизнисмени и сите досегашни влади, изјави претседателот на Граѓанско-демократската унија Петар Колев во последната емисија Анализи и коментари на телевизија Стар. Анализирајќи ја општествената одговорност на бизнисмените, Колев изјави: Можете ли да ми кажете барем еден од тие бизнисмени кој што направил некаква фондација за да помогне во неговиот сектор, да произведе кадри, дали тоа би биле шивачи, дали тоа би биле креатори, дали би биле деца млади кои што ние ќе ги испратиме во Италија, во Франција, во Германија, од каде да донесат нешто модерно и ние да станеме поконкурентни на пазарот. Што се крие за се ова? Мора нешто да има. Само и единствено невоспитување и алчност. Втора причина за спориот развој на источниот регион според Колев е лошата политика и несоодветен однос на политиката. На база на фискалната дисциплина, нашиот регион учествува некаде со околу, мислам дека беа статистика 15 или 17% од буџетот на Република Македонија, додека Полошкиот регион учествува со 3% до 5%, зависи од годината. Што значи тоа? Дека ние плаќаме 4 до 5 пати повеќе даноци од тој регион кој што е 2 пати поразвиен од нас и 5 пати побогат од нас. Зошто е тоа така? Бидејќи владата не може да обезбеди еднаква фискална дисциплина на ниво на цела држава. Повеќе од јасно е дека во Македонија има цели анклави кај што не се плаќаат даноци. Како важен сегмент од животот на источниот регион е земјоделието, во кое според Колев државата не води соодветна политика кога во прашање се субвенциите, бидејќи тие се злоупотребуваат од луѓе блиски до власт. Имате два столба на субвенционирање. Првиот столб на субвенционирање е субвенционирањето на површина. Тоа е 30% од, или 40%, зависи во која европска земја, од вашата субвенција. Ќе добиете за површината која што се засадили. Останатите 60% од субвенција ви се директно сврзани со крајниот производ. Колку килограми јаболка, патлиџани имате произведено, бидејќи вие сте поспособен земјоделец. Вие произведете 3 пати повеќе од вашиот сосед, на ниво од 1 декар. И двајцата имате по 1 декар, но вие произведете 3 пати повеќе. Вашите субвенции ќе бидат 3 пати поголеми. Така државата го стимулира производството, а ние стимулираме и троштина, и ние стимулираме ајдуклук во земјоделието. На површина, кога ќе се плаќаат субвенциите, за жал, целите субвенции зборувам, секојаш ќе завршува така.